Власта и опозицијата во Штип конечно се согласија во едно. Прволигашот Брегалница мора да се продаде. Јас сум среќен што Брегалница ќе биде продадена. Го поздравувам и мислам дека е втор веќе гест за поздравување од периодот кога беше господинот Андреев тука во времето на Ефремов. Сепак пред донесување на конечната одлука, опозицијата бараше се околу продажбата да биде кристално јасно. Не е јасно што ќе биде со тие младинските екипи кои се во склопот на Брегалница, кој ќе биде во таа комисија, како се формира таа комисија, значи како се врши таа проценка на Брегалница, следно што ќе биде со долговите кои ги има Брегалница уназад. Мора да стои одредена клаузула дека доколку финансиските средства кои што треба да ги инвестира инвеститорот или купувачот на фудбалскиот клуб Брегалници не се случи во одредениот рок, мора да стои пенали, мора да стои банкова гаранција. Одговор на сите нивни дилеми даде градоначалникот на Штип. Сите услови околу продажбата ќе се одат согласно Законот за беренско работење. Брегалница има вредност на капитал од 25.000 евра. Секој што ја купи Брегалница како акционерско друштво ја презема целосно со сите нејзини долгови. Точно дека Брегалница има 4 милиони денари долг. Тоа е некаде околу 70.000 евра. Општината ќе има само една врска. Да ги одржува спортските терени бидејќи тие се наши. И ништо повеќе од тоа. Тоа е нашата врска. Но тоа ќе биде регулирано. Сега ќе имаме истражување дали ќе има интересенти да се појават на пазарот. Па потоа ќе одиме на берзатка аукција. Тој што ќе се јави, седнуваме, ги подпишуваме сите и дефинираме сите показатели. Фудбалскиот клуб Брегалница годишно општините ја чини 300.000 евра или за еден мандат тоа е трошок од 1,2 милиони евра. Ова се многу пари за општината, а за возврат очекуваните спортски резултати ги нема. Намерата на општината е да се најде приватен сопственик кој ќе инвестира во клубот на задоволство на сите, а парите да се пренаменат за поддршка на другите спортови.